Добар ден, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Напладне. Денеска повторно ќе разговараме за една економска тема, би рекла, инфлацијата и понатаму галопирачки расте, растат цените и на недвижностите, како е во Охрид. Која цена достигна метар квадратен на атрактивните локации покрај езерото и дали граѓаните и покрај економската криза купуваат недвижности. Денеска разговараме со нашиот гостин, господинот Никола Иванчич од агенцијата Наш ваш дом. Еве, како што реков, галопирачка инфлација и понатаму, како се движи цената на метар квадратен за атрактивните локации во Охрид, па потоа ќе продолжиме и за периферните делови? Цената на метар квадратен на атрактивните локации се движеше од 1500 до 2700 евра по метар квадратен. Нормално 2700 се мисли на подрачјето на Хотел Парк. Меѓутоа, тоа се станови во препродажба, не се во градба ново изградени станови. Делот во градба, значи, нема во моментот, пошто деталниот урбанистички план е повлечен и во делот на атрактивните, примерно дел на Куба Либре, дел на Лагадин, комплетен Лагадин. А има и други атрактивни локации, например, не само на станови, има и на други локации, нема детален урбанистички план. И тоа е веќе многу долг период, кој што е во опфат од Љубаништа, Велестово, атрактивните Рача и така натака. До денеска нема детален урбанистички план. Во централното градско подрачје дел има со детален урбанистички план, сметам на колективни стамбени згради на А2, веќе на познатото, значи, на булевар Сном, односно така наречено Бебунар, има локации за градба и се градат. Цената на метар квадратен, според инвеститорите, се движи од 1150 до 1500 евра по метар квадратен. Тоа е период кој што треба да се изгради. Прилика негде период меѓу 15 месеци и 20 месеци. Во строгиот центар локации за градба нема, а нема ни половни или нови станови за продажба. И тоа што е, и тоа е сето распродадено. Што се однесува... Интересот е голем. Интересот е голем, меѓутоа од други причини. Интересот е голем затоа што со податоците на Народна банка со 21,7%, ајде, не знам точно, значи изразено цената на недвижностите е зголемена, се поставува прашањето во општа глобална светска и економска криза и енергетска криза, поготово во земја како што сме ние, значи континуирано ние се наоѓаме во криза, континуирано, подолг временски, значи целиот временски период, ајде не подолг, и тоа се должи, значи, дека нешто политички, економски, банкарски не сме стабилни. Вербата во банкарскиот систем, значи со овие каматни ставки на штедните влогови, ги предизвикуваат, значи, оние кои се во можност да ги инвестираат во недвижности и затоа се поборувачката е далеку поголема, да не речам 100% од понудата. Тоа формира цената кај инвеститорите, група на инвеститори. Друго е прашањето дали за таа цена, за која се и нуди, дали се добива тој квалитет и воопшто не само во градбата, гледаме дека и со паркинзите во самата градба на самите згради, дека не е присутна секаде со гаражен простор обезбеден. И тоа ствара дополнителни проблеми во градот, а од средствата кои се добиваат, значи, на база на комунали на градби, како граѓани и даночни обврзници
некој бенефит не гледаме во смисла значи на јавен паркинг кој се збора, односно гаража, кој се зборува веќе 30 години и се изложуваат во програмите на сите градоначалници. Да, и се уште не се реализира. И не се реализира и не може да се реализира, сметам јас, не е само што се во јавно-приватно партнерство има или нема интерес, него и поради немање на локации, освен една локација во непосредна близина на пазарот, која е предвидена за таа работа, меѓутоа средства се нема, затоа што минусното салдо на општината е познато, колкаво е, ако не е, има значи, компетентни фактори кои што би требало да имаат обврска према граѓаниве, да излезат да кажат значи, кој е буџетот на општината, а не интерес. Ние самите гледаме дека за да се привлечат и гости, и туристи, и значи сепак е потребно да има и гаражен простор, јавен тоалет и уште многу други пропратни работи. Да, значи да дефинираме во централното градско подрачје на атрактивните локации цената достигнува и до 3000 евра во метар квадратен, а во малце по-неатрактивните локации од 1500 до 1800. Констатацијата е дека во централното подрачје е една работа, а центар е друга работа. Централно подрачје во Охрид, пошто Охрид не е и Скопје, што значи оддалечено се 2 до 3 километри, значи во тој периферен дел, што би го рекле, периферен дел. А цената на влезот во Охрид, значи ако одиме е 1200 евра по метар квадратен, а во центарот нема во локации во градба, а тоа што се изгради и се продаде, тоа е цена од 1500 во препродажби до 1800-2000 евра квадрат. Цената од 2700 до 3000, таа се движи на Кеј Македонија, кај што нема ни градби, значи тоа се работи парцијално за дел 2, стан 2, 5. И на делот на Хотел Парк, исто во препороден. Во Лагадин нема детален урбанистички план, иначе цената на метар квадратен во продажба се движи и до 2000-2500 евра метар квадратен. Што се купува повеќе, станови или куќи? Најнормално интересот е на станови. Во соодност би дошло до годишно, не само од наш дом агенцијата, доколку сметаат компетентните фактори и колегите, може да слободно да демантираат или на една дебата одредена со одредени показатели, за кои што тврдам дека 5 до 6 куќи се продаваат годишно на ниво. Значи, интересот е да се затварат средствата од банките повлечени, да се затвараат во недвижности. Иначе, можеме да видиме колку жители има Охрид и колку има сега, или што би било после наредните 10-15 години демографската карта како би изгледала. И би се прашале во Охрид што треба да градиме. Треба да градиме станови, или треба Охрид да биде туристички, како што доликува и да биде. Нели е град на УНЕСКО. Така. Не е проблемот на градбата во УНЕСКО, затоа што УНЕСКО параметри има поставено на градби какви, него се работи за интересот на инвеститорите, со оглед дека параметрите на УНЕСКО не му одговараат, значи во непосредно во висините кои би сакале тие од материјална страна да ги добијат. Сега, во тоа е и во центарот падот на градбата, нема и локации за градба. Значи, можеме да заклучиме дека граѓаните и немаат доверба ниту во банките, дека се плашат, да речеме, од падот на денарот, затоа вложуваат во недвижности, да. Да, инфлацијата во секој случај, мислам дека од званичните податоци гледаме по буџетот, дека е малку повеќе. Да, двоцифрена е секако. Јавно, двоцифрена е секако, тоа да не дојде до троцифрена, така, во поскриена форма.
Меѓутоа, со каматните ставки кои банките им ги нудат на граѓаните, јас можам да разговарам предметно за недвижности, не сум компетентен во делот на банкарскиот систем да разговарам. Меѓутоа, со оваква каматна ставка кај што примерно на 100.000 евра штеден влог, значи да се добие 1% камата, тоа е фрапантна работа, за која што воопшто и се прашуваме која е сигурноста дека за година дена и воопшто ќе ги повлечат, добијат парите или каматата уште не земен однапред, инфлацијата е изело. Очекувате и понатаму да расте цената на недвижностите? Еве Народна банка вчера излезе со информација дека за 22,1% пораснале цените на недвижностите споредбено со истиот период лани. Ова е краток период, а голем процент. Голем процент е, изненадувачки проценти за држава како што сме ние, вако политички и економски дел. Значи, е огромен процент, а цената се очекува и на глобално ниво дека смирувачко кај нас конкретно разговарам за Охрид и Скопје. Значи, не очекувам да падне, него уште ќе расти. На светската сцена, недвижностите немаат ваков раст. Има пад. Ама кај нас за дел, како да не постои инфлација. Ваков интерес и ваква продажба не се памти во најубавите времиња. Ама изгледа дека во тие најубави времиња, дека имавме стабилен политички, економски, банкарски систем. Цел проблем на раст на цените не е само растот на материјалите, е нестабилноста на политичко-економско банкарскиот систем. Дали ја следите состојбата во Струга? Да. Охрид претпоставуваме дека е поатрактивен се уште, но како се движат цените на недвижностите во Струга? Охрид е во секој случај и Струга е атрактивна, зависи за кого. За кого, да. Меѓутоа, Охрид е атрактивен во купопродажба. Иначе во другиот дел, туристичките работници го кажуваат својато, и не само економските трошоци, ние самите живееме во градов и знаеме што све понуда имаме и за кои цени и во соседството имаме. Во сезона и ван сезона. Добро знаеме. Во Струга исто така цените на недвижностите се 20 до 30% зголемени. Значи, моментално, ако било 700 евра метар квадратен, сега е 1000 до 1300. Значи, во делот на Стара Стружанка, крај Брежие, каде што биле по 750-800 евра квадрат, сега се од 1100 до 1300. И сепак е големо прашање зашто е толка интересот голем. А интересот е голем заради затварање на средствата, а не потребите. Значи, средствата не им се стабилни и сигурни и мора да ги затварат во недвижност. А од тоа затварање на недвижности, бенефитот на нас граѓаните не го гледаме. Очевидно и гледаме дека не го гледаме. За толку години гледаме се што е изградено и што се има во програмите на сите градоначалници. Да. Граѓаните реагираат дека во Охрид многу се гради последниот период. Вие велите дека дури има недостиг на станови. Која е вистината од терен? Од терен е вистината дека граѓаните, односно
комитенти купувачи за Охрид, да, точно има, и сите се тие купувачи, ајде процентално да не се изразам, ама негде прилика 95-7% се домашни купувачи од натрешноста на државата. Странски, значи инвеститори или купувачи во Охрид 2 до 3%, ако се движат, ако не нека ме демантира дека не е така, јас имам показатели, што значи за појака инвестиција од поголем размер немаме детален урбанистички план, значи за понуда. Јавно ќе истакнам јас дека имав локација на Крум Точко, која што е од 1900 квадрати со маркица за хотел. Имав договор исклучено со белгијанци и французи, кои што хотелот требаше да се гради. До подпишување, со повлекување на деталниот урбанистички план уште пред година дена, пропадна инвестицијата и тие повеќе не само што се сомневаат, него повеќе не се ни заинтересирани да влезат во било каква инвестиција, затоа што не може да се изначудат при изготвен урбанистички план да падне на Уставен суд заради одреден пропуск во носењето на деталниот урбанистички план. Значи тоа ги одвраќа инвеститорите, тешките процедури за да, документи. Да, тешки се процедурите, апсолутно. УНЕСКО е тука. И локации, исто локации. За жал, нити соработката, значи на агенциве со централната, на некој начин и со локалната. Значи немаме информации што представува во продажба за странски инвеститори, разговараме за поголем обем на инвестиција, не за стан. Значи, што е државно земјиште на понуда, според детален урбанистички план, и што е приватно со детален урбанистички план. И на приватните на локации, кои што нема детален урбанистички план. Е во фаза на носење, и то фаза на носење трае долги години, во кои што бенефит нити имаат собствениците, нити има општината, а тие се средства значителни кои што придонеле во развојот на економијата на градот. Значи ова и во иднина ќе ги кочи работите. Ќе дојдеме во ситуација која ќе нема што да продаваме од недвижности. Ако вака се продолжи, некој има интерес во ова, примерно има инвеститори кои што има по 5-6 локации, да речеме во делот на Бејбунар или Пилјан извори, тие ќе се градат постепено и полека. Ама за нови инвеститори делот на булевар Туристичка према Железничка и Лукоил има и таму локации, од прилика не знам точно на број, али 7-8 локации има за градба. Така. Проблемот е во другото. Не локациите и градбата. Бенефитот на градбата. Ако Охрид е град на УНЕСКО и туристички, кој е бенефитот на градов, на граѓаните на градот? Гледаме дека со многу имаме недостатоци. Значи, од јавни паркинзи, катни гаражи и друга инфраструктура. Ние прво немаме инфраструктура, за да разговараме за странски инвеститор, кој ќе тргне од Скопје, за да дојде до Охрид. Изгледа дека тој треба со карго авион да дојде и така некако да дојде до Охрид. Да, сите реагираат на таа патна инфраструктура. Таа патна инфраструктура е стара рана, долги години, која што е се уште присутна и кај што е фрапантна, кај што не постои земја во светот со ваква цена, значи на километар. Да. Ви благодарам многу на гостувањето. Мислам дека одговоривме на голем дел од прашањата целосно. Начинавме многу теми, ќе се видиме повторно во следна прилика. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Агенцијата Наш ваш дом е секогаш отворена со медиумите за соработка. Така е.
Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска напладне бевте со нас. Се дружиме повторно следниот понеделник со нова актуелна тема на фреквенцијата на Охрид Нјус. Довидување.